Сега сте во тема 2, ова е утрински брифинг, јас сум Владко Чаловски. И наместо да биде прифатено како своевремено општествена норма, нешто што би требало секому да биде од полза, недела да биде неработен ден, односно ден кога човекот се посветува на своето семејство или на религиозно хранење, или пак денот кога капитализмот ќе паузира. Она идеја за недела како неработен ден, иако мнозинството ја прифаќаат, дел сепак не го делат таквото мислење. Премиерот Зоран Заев неодамно објави дека владата го прифатила предлогот недела да биде неработен ден, меѓутоа дека ќе се почека од Министерството за труд и социјална политика да изготви законско решение. Какво треба да биде тоа законско решение? Разговараме со првиот човек на синдикатите, односно председателот на Сојузот на синдикатите, господинот Дарко Димовски. Господине Димовски, дали се слушаме? Се слушаме, добро утро. Добро утро, веќе сте во утрински брифинг. И сега да ве прашам уште на сам старт. Кој ќе победи во ова лобирањето каков да биде законот? Ќе победи бизнес секторот или ќе победат синдикатите и работниците? Овде ќе победи, нема да има победник, тука ќе има решение, а тоа решение ќе биде базирано врз нашите аргументи извлечени од терен и од самите работници, кои сметаме дека е неопходно во недела да одмараат. Токму тоа е правиот одговор, не треба да има секако победник, треба да има баланс помеѓу барањата. Иако Министерството за труд и социјална политика во моментов е она кој што го изготвува законското решение. Вие како прв синдикалец, сакам да ве прашам, веќе бевте повикан, разговараа групи од синдикатот, односно во каква фаза е тоа решение? Имате ли информација? Така е, ние утре ќе имаме економски социјален совет, каде што ќе биде отворено и ова прашање, каде што ќе земат збор како и синдикатите, така и невладините организации, ќе биде на сеопфатна јавна расправа, каде сите ќе ги споделиме нашите аргументи, пак ќе кажам, земени од терен и од нашите работници. Не гледам причина зашто да не биде недела неработен ден. Ќе се договориме за кој ќе биде неработен ден, бидејќи знаеме ние имаме и есенцијални дејности за работа, како што се полицијата, армијата, пожарникарите и така натаму. Сигурно ќе се договориме преку колективен договор и измени допуна во Законот за работни односи. Не гледам би вие, како што кажавте, притисок од организацијата на работодавачи. Они си даваат едно нивно мислење, но ние ќе направиме, како што кажам, и на нашата Facebook страна се огласивме, ќе направиме исто едно законско решение во одредени услови да можат и тие работодавачи да работат во недела или нивното потесто семејство, па да видиме да се почувствуваат како е да се работи во недела, кога сите одмарат, а некој друг да работи. Господин Димовски, работењето преку времени сати, работа за време на празници и работа во недела се забелешките кои работниците ги изнесувале како неголеми проблеми кога ова го представиле на средбата со представници на Министерството за труд и социјална политика. Ова е соопштение кое што е објавено своевремено кога министерка беше Мила Царовска. И овие барања доаѓале токму од работниците кои во просек имаат најниски плати, односно текстилните работници, вработените во супермаркети, трговски центри, градежни работници. Така. Сега овде се отвора прашањето што ќе се случува токму со овие луѓе кои што барем во јавноста важи дека се помеѓу најексплотираните работници. Како ќе бидат заштитени со тоа законско решение токму овие работници? Веројатно овој закон е од најголема важност и за нив. Владко, кога знаеме дека недела е неработен ден, знаеме дека не треба да биде отворен ниту еден маркет, ниту една гостилница и се останато што ќе каже во законот. Доколку тоа ќе биде отворено, ние улеснуваме работата на нашите инспектори, трудовиот или од пазарниот инспекторат и тие ќе се реагираат соодветно законот кој го донела владата. А сите оние што ќе бидат во работа во недела, пак ќе кажам тие есенцијални дејности, ќе си бидат уредени во колективниот договор на кој начин ќе бидат платени. Ние како Сојуз на синдикати на Македонија ќе инсистираме каде што ќе биде да бидат платени според работа во недела, кој го има во општиот колективен договор и со зголемена вредност од 50%. А бидејќи го споменавте трудовиот инспекторат, веќе дел од оние невладени организации кои што се бават токму со заштита на правата на работникот,
ургираат дека трудовите инспекторати потврлуваат кога се во прашање работниците, односно нивните задачи додека траеше оној полициски час, дека дел од фирмите не го почитуваат, всушност ги оставаат своите работници на работа со страв дека можеби би го загубиле би го загубиле профитот. Тука се поставува прашањето колку трудовиот инспекторат ќе може или ќе го почитува тоа законско решение, бидејќи пак се создава атмосфера на кој е оној кој што подобро или помокно ќе лобира. Има ли шанси да се изигра таквото законско решение? Не стравувате од тоа? Види, Владко, ние сме организација на работниците, Сојуз на синдикати на Македонија. Они се представуваат дека се невладени организации кои ги застапуваат работничките права, па тука сме ние да помогнеме, да искочиме на терен и да кажеме сите оние што ќе работат во недела, да ги пријавиме на еден начин и да ги заштитиме работниците. За тоа дека ќе се изгубат работни места, тоа е многу тешко, бидејќи знаеме се помалци имаме квалификована работна сила во нашата република и се бара секој ден се поквалитетен работник, бидејќи во ова пред кризата, во пандемијата, се одлеа голем број на стручни работници. Да не се лажеме дека или да не залажуваат работодавачите дека во интереси да им испуштат работници. Во никој случај. Ние функциониравме за време на полицискиот час, ништо не работеше во неделата, па и те преживеавме на некој начин и видовме дека нема потреба, дека се што може да испазариме во недела, може да го испазариме во сабота, во недела, како што кажавте и вие, да си посветиме внимание на нашата фамилија и на самите себе си. Бидејќи само на тој начин ќе бидеме одморени и нема да идеме више на онаја варијанта дека ние работниците сме непродуктивни и затоа не може, ќе треба да се поставуваат норми за работа и така натаму, што ние воопшто не се согласуваме. И законот е многу јасен. Една работа се состои од 40 работни сати. Ако ги поделиме тие 40 работни сати, да речеме од понеделник до петок работиме по 7, во саботата ќе работиме 6 и ете го пак кажува дека недела мора да ни биде неработен ден, тоест ден за неделен одмор. А и законот го кажува тоа. Вика, ден за неделен одмор ќе е недела или друг ден во неделата. Крај. Да, меѓутоа повторно ќе алудирам на работата секако на трудовите инспекторати и навиката на нашите работодавци и оние со мали и средни предпријатија, сега не ги ставам сите во ист кош. Меѓутоа знаете вие дека за време на овие бројки кои што во моментов растат нели со заразата со COVID-19, ние де факто имаме луѓе кои што се провејуваат низ општеството, шетаат и по неколку денови пред да направат тестови, а ги имаат сите симптоми. Кога ќе прашате зошто е тоа така, стравуваат дека нивниот бизнис, доколку знаат другите граѓани дека се заразени, може да не го практикуваат. Еве, конкретно зборувам за такси компании, зборувам за мали колонијални продавници. Така да, веројатно таа дисциплина ќе мора некако да се стави во тоа законско решение. Затоа ве прашувам кои се работите кои што ги имате ставени на хартија и ќе ги презентирате утре дека така и така мора да биде и така мора да се санкционира. Во тоа видете, тоа се случува намо каде што работникот не е синдикално организиран. Добро, и ве зборуваме за помалку развиените градови во Македонија. Може би во Скопје многу полесно ќе се, или во Битола и во другите поголеми градови полесно ќе се контролира, но ние имаме места каде што трудов инспекторат речи си да не влегол. Видете, не се согласувам, не сакам да си критикувам колегите. Мора да разбереме ние работниците дека синдикатот и трудовите инспекторати и невладините организации идат онаму каде што ќе бидат повикани. Значи јас како синдикат за да дојдам треба да се легитимирам дека вие сте ми член, тоест вие сте пристапиле во синдикалната организација таа и таа. Доколку го неам јас тоа право, аз сум подопреглас сум разбрал, јас тогаш пријавувам во трудовиот инспекторат. До сега онаму секаде каде што сме пријавиле, трудовиот инспекторат искочил и ни давал отчет, да кажам се така синдикално, и ни известувал што се сторило таму и што нашле на лице место по повод нашата пријава. Да, треба да се зголемат ресурсите на трудовиот инспекторат и на пазарниот инспекторат, но пак ќе кажам, све до свеста на луѓето и до, да кажам, како на работниците, така и на инспекторите,
Јас ако сум заразен, тамам работат, сам не смем да си дозволам да излезам, да се изложам пред самиот себе. Не, ама зборуваме за дисциплина и колективната свест. За тоа треба дисциплина. Ако сте организирани, ќе има дисциплина. Утре кога ќе ти каже некој дека ти не смееш да идеш на работа, сите знаеме дека ти си, да речеме, си бил во контакт со некој, кога ќе ту каже, друга е кога има органи и тела во тоа предпријатие. А вака кога се криеме и ако се, пак ќе кажам, меѓу себе не почитуваме, ќе ни се случува што не се случува и денеска. И после не може да одговорноста на сите, не е селективна. Господине Димовски, спомнавте некаде губење, дека не верувате дека ќе има губење на работните места. Меѓутоа кај нас работникот е толку силен колку што се силни синдикатите. Не знам на кое ниво е токму таа сила на, ако ништо друго, внатрешни синдикати каде што работниците се штитат меѓу самите. И сега ќе предам на оние реакции кои што се забележуваат барем на социјалните мрежи кога е објавена одлуката за недела како неработен ден. Едни велат дека ќе се предизвика гужва во сабота, бидејќи ние сме навикнати работните обврски, односно поголемиот дел од обврските да ги завршуваме во 5 до 12, па така сабота би бил денот кога би имало многу гужви, а со тоа и во време на корона да има и ширење на заразата. Други велат дали ова неработниот ден во недела ќе биде исти за бутиците, за бензинските, за супермаркетите, за казината и кафичите. И сега овде се поставува прашањето колку пак работникот има храброст да му се спротистави на работодавецот, иако законското решение го штити дека во недела нема да работи, сепак нема храброст за таа просечна плата или за парите кои што ги заработува да рече извинете, но јас во недела не доаѓам на работа. Затоа ова законско решение мора да биде многу цврсто, многу храбро и да биде сепак пред се како водилка поддржано од Министерството за труд и социјална политика, властите да се оние кои што ќе ги чуваат работниците. Така е. Лотко, вие сте правна држава, а работодавачот се спротистави на државата и на законот. Работодавачот не е Бог. Значи, ние мора да функционираме на закони. Во теорија не треба да биде, во пракса некаде е. Нема ни во пракса, ни во теорија. Законот ќе биде јасен. Освен есенцијалните дејности, пак ќе бидеме наброени, ќе видиме, ајде да кажеме, рек Битола не спе да ги исклучи печките, тесно е готино, полицијата, војската, ние имаме више еден предлог од дејности каде што утре ќе се ги презентираме, кај што сметаме дека може да работат. Но ќе бараме тие дејности да бидат платени со 50% изголема на дневница, тоа е за ден во работа во недела. Ние не сме така да во јавноста да збориме дали работодавачите на нас работниците ќе ни биде страф од работодавачите, таму има работа. Па на работодавачите треба да бидеме страф од државата, кои услови во пандемија прве ни ги финансира субвенцира платите на работникот од 14.500 до 21.770 денара, им дава милион грантови и добри кредити за да преживеат во вакво и ние треба да се мислиме дали работодавачите како нема да го почитуваат законот, па тога законот ние ќе бараме во тој пасос со оној што нема да го почитува законот, да одговара кривишто, не прекршошто. Добро, ама вие сте самиот сведок, знаете дека пред да дојдете на таа позиција на Сојузот на синдикати, знаете самиот дека ССМ како и да не функционираше? Видете, Влаче, што било пред тоа, за тоа се случи тоа во ССМ. Да, меѓутоа тој колективен страв затоа постои, бидејќи работникот не е навикнат да биде заштитен. Да. Ние за тоа апелираме. Името и презимето на работникот е Сојуз на синдикати на Македонија. Секаде намо кај што ќе се прекршат работничките права, ние преку нашите бесплатни правна помош, преку нашите регионални синдикати, ние ќе интервенираме таму. Нема да биде пишано името на работникот, нити пак има од што се плаши. Се оно што ќе се води преку работничката институција Сојуз на синдикати на Македонија. И тоа треба да биде јасно и ние нема да стапиме нити еден чекот на назад. Бидејќи не може ние да бидеме робови од 21. век и да работиме од понеделник до недела
и пак да не читиме и да кажат работодавачите, некои од работодавачите дека не сме продуктивни и да идеме на критики. Тоа не иде во обзир више, тоа треба да го заборавиме. И за тоа примерот ја разбра нашата порака врз основа на аргументи докажани од самиот терен, каде што ние више не функционираме во канцелариите, некои викат ти се топли фотелите. Не се топли фотелите, затоа пола ССМ е заразен од ковид, бидејќи иде на терен и ја работи теренски работата. И не ме интересира мене претходно што бил со претходниците мои или наши таму сите председатели. Ние работата ја работиме во интерес на работникот. А ова пандемија ни докажа каква е солидарноста помеѓу работодавачите и работниците. Солидарност еднаква на нула. Капиталот е едормен, ако треба да се подорет капиталот во оваа немаштија создадена од COVID-19, нека да споделат за нашиот труд нула плати. И покрај тоа што во претходните години се таложил профитот. Така е, па тоа кажам, профитот скорено е едормен, секој треба да поделат од профитот, бидејќи еве навистина во гостителскиот сектор, во туризмот нема, они не сакаат да отидат од капиталот, за да ни платат на нас работниците, тоа е да не ни избркат од работните места. Ке заврши ова, што правиме после? Пак ќе си ги бараме чарето во Европска унија, или како што кажуваат, они ќе увезуваат работници, поиде увезуваат и тие работници треба да се платат. Никој нема да работи за 200 евра плата, како они што се замислуваат во 3 смени. Да. Господине Димовски, при крај сме на разговорот, имаме уште некои 3-4 минути, јас имам уште 2-3 прашања. Што е со она прекувремена работа? Факт е дека добар дел од работодавачите ниту ја евидентираат работата на работникот, нити пак ја плаќаат она прекувремена работа за време на празникот, со чест на случаи секој. Таа прекувремена работа исто треба да влезе како... За некоја фабрика да работи за време на празник, таа треба исто да пријави во трудовиот инспекторат. Ние имаме едно подобро решение, каде што ќе отвориме законот за работно носи, ќе бараме решение системско каде што вика. Исто како и со фискалните каси. Секоја на фабрика каде што ќе се идентификува работникот која доаѓа на работа, да биде поврзана со УЈП. Значи, влагам, системот ми идентифицира. Излагам, системот ми идентификува дека сум изгледен и до кога сум работел. Само така ќе може да го решиме проблемот, или има еден предлог што е неофицијален од страна на работодавачите, работа по саат. Да утврдиме таа работа по саат и да ни биде чиста работата. Да знаеме, за време на празник се плаќа 150% дневницата за работа во недела, 50% дневницата секој прековремен саат плюс 35%. Има една добра иницијатива од страна на, пак ќе кажам, на работодавачи кои го ценат работникот. Ќе видиме како ќе биде прифатена. Ние моментално ја преговараме, тоест ја усовршуваме таа алатка како би изгледала, бидејќи се зависи од таа минимална плата која се согласува во месец март со незиното усогласување. Ние ќе најдеме начин врз основа на, пак ќе кажам, тоа ќе биде софтверско решение, каде што верувам само на тој начин ќе може да ги исправиме вие неправдени што им се случуваат на работниците. Разговараме со претседателот на Сојузот на синдикатите, господинот Дарко Димовски, во однос на недела неработен ден, кој треба да го опфати, какво треба да биде законското решение. И, господине Димовски, веројатно за оние кои што не слушаат, може би некој ќе рече дека сум премногу критичен кон работодавачите. Јас постојано велам дека се работи за исклучоци, но погледнете како во јавноста се доживуваат информациите дека некој работодавач од Македонија за своите работници не знам, организирал такво и такво патување, ги однел ваму и таму, тоа се пречекува како своевиден успех и затоа ние не сме навикнати работодавачот да не третира на начин на кој што работникот заслужува, особено ако се работи за луѓе кои што вредно си ја работата. Ова како напомена, јас уште за крај некаде, бидејќи имаме ние позитивни примери со тоа, затворени маркети, затворени, не знам, други дејности кои што не им е неопходно да работат во недела. Такви има примери и во Франција, и во Австрија, и во Германија, меѓутоа блиску имаме нешто слично во Црнагора. Сакав да ве прашам со колегите од останатите синдикати, сте во контакт, правете некакви
консултации во однос на тоа како во Македонија може да се имплементира ова законско решение? Видете, први успеа да го направат нашите соседи Црна Гора, после тоа го направи пред еден месец и Словенија, и таму, пак ќе кажам, ние земаме дел од нивните законски решенија, што ќе ги утре ќе ги искажеме пред економскиот социјален совет, каде што ќе се, пак ќе кажам, све ќе биде базирано врз основни аргументи, каде што јас не можам ништо, не му се ситам на никого, но на вистина не може да работодавачите на тие аргументи да не поклетат и да не попуштат недела да биде неработен ден. Ќе ги почекаме резултатите од тие преговори. Јас ви благодарам за одвоеното време. Благодарам. И ако може, влачи уште еден апел да кажам, апелирам до сите работници да дадат шанса на ова раководство на синдикатот, исто барем невладините организации малце поголема соработка со синдикатите, бидејќи синдикатот се враќа на правите патишта, како што може да видиме овие 2 години. Сакаме да правиме нешто, но сами не можеме, бидејќи синдикатот е работникот и сите оние што го поддржува синдикатот во однос на работничките права и работничките спорови. Да, верувам, бидејќи ова е тема која што ги сепак ги ангажира повеќе луѓе, важно им е што ќе се случува со ова законско решение. Верувам дека ја слушна пораката или ќе ја слушнат секако пораката. Ви благодарам уште еднаш на одвоеното време. Благодарам, пријатно.